Во денешното издание на емисијата Култ култура, мој соговорник е писателката Оливера Ќорвезировска, добитничка на наградата Стале Попов за најдобро прозно дело за 2025 година, награда што ја доделува Друштвото на писателите на Македонија. Воедно за истиот роман, вие сте добитничка и на наградата Рациново признание. Што за вас представува ова признание? Да, драго ми е, се разбира, наградите се убав повод и за самите автори, не за јавноста. Често пати велам и пак ќе почнам со тоа, ние не пишуваме, бидејќи смислата, ниту целта на нашето пишување не се наградите, меѓутоа наградите придонесуваат за видливоста на она што го работиме и затоа се важни. Романот излезе во април 2025 година и на моја голема радост многу брзо по излегувањето го доби Рациновото признание на почетокот на летото, па излезе второ издание на романот, значи едни убави одгласи и од стручната јавност и воопшто од читателите, и еве сега, деновиве, ја доби својата втора награда за неполна година, тоа е Еснавската награда на Друштвото на писателите на Македонија Стале Попов, и се разбира дека ми е многу драго. Двете награди ми се драги, тоа се значајни награди со традиција. Еснавската награда значи нешто посебно во нашата фела. Наградата Стале Попов ја добивам по втор пат и ова го кажувам за значењето за развојот на дејноста. Еднаш ја добив наградата кога почнував да пишувам и тоа ја добив за раскази 2003 година. И сега по 23 години од тогаш ја добивам за роман. Го спомнувам ова за да кажам, кога првпат ја добив наградата Стале Попов, романот беше нешто многу далечно од мене. Мислев дека нема да стасам воопшто до роман, мислев дека ќе останам во жанрот на расказот. Меѓутоа добивањето и на едната и на истата награда за два различни жанра во кои што всушност работам, се навистина една творечка сатисфакција. И кога станува збор за насловот Три Марии, вие споменавте дека е директна алузија на романот Две Марии од Славко Јаневски. Мислам дека тоа се гледа уште во самиот наслов. Не може македонски национален читател, кој што има нормално познавање од домашната книжевност, не може ни да го слушне насловот Три Марии да не биде асоциран на Две Марии. Првата асоциација е секогаш, бидејќи романот на Славко Јаневски е познат роман од 56-та година, многу пати преобјавуван, така што сметав на тоа дека и самиот наслов ќе биде алузија, ќе биде асоциација на Славко Јаневски. Тоа се вклопува во мојата раскажувачка поетика, бидејќи и тоа често пати го повторувам, сум сметала секогаш и се уште сметам дека ништо не почнува од една генерација во книжевноста. Ние сите сме продолжетоци на тоа што се работело и сметам дека е исклучително важно тие што пишувале зад нас на некој начин да бидат присутни во она што ние го правиме сега, а се надевам и помладите генерации ќе се потпираат на ова што ние сега го правиме. Така што во рамките на таа поетика ми беше малку само Три Марии да асоцира на Две Марии, па еден од главните машки ликови во романот се вика Славко, па и тоа ми се виде малку во таа моја замисла на чест, на чествување на Славко Јаневски. Па затоа и на корицата употребивме детаљ од слика маслена на Славко Јаневски, од сликата Бош, дизајнот на Марко Трпески, меѓутоа подложката е едно масло познато на Славко Јаневски. Целиот роман е омаж, славење на Славко Јаневски, без воопшто да се допрам до фабулата од Две Марии. Значи, на друг начин се асоцираа нештата преку имиња, со визуелна асоциација, еве со варијација на насловот, со други средства. Три Марии, три женски судбини, три свадби. Во образложението на жири комисијата за оваа награда стои: Три Марии е вешто искаено четиво, кое под површината загатнува безброј отворени и веројатно никогаш докрај објасневи прашања за љубовта, сексуалноста, партнерството, семејството, страстите и емоциите. Роман за љубовта, но не љубовен, туку психолошко-аналитичен, роман за изборите во животот, за жртвите и надежите, за копнежите по среќа. Убаво и прецизно беше образложението на жирито и почестена сум со тоа читањето. Да, романот Три Марии има три дела, Три Марии, три свадби во различни времиња, во различна возраст, во различни социјални контексти. Меѓутоа сите Три Марии се во потрага по некаква среќа и сакаат да ги напуштат своите животи такви какви што се, надевајки се
дека ќе отидат во живот и што се подобри ако тоа воопшто е возможно. Кога се сака да се напушти нешто, никогаш не знаеме дали ќе одиме кон подобро или кон полошо, тоа се големи ризици. Точно тој момент е нешто што ме интересираше во романот. Значи, трите Марии, Пребирлиева и Солев и Марија Зара, се различни Марии кои што имаат свадби своји, кои што одбрале некакви партнери и ги напуштаат. Не се важни партнерите и среќата или несреќата во љубовта, туку што самите себе си правиме со изборите. Со вината, со одговорноста, со престапот, со илузијата дека некаде на друго место со некој друг ќе биде подобро. Тоа се едни вечни проблеми и ситуации што ги третирала литературата, но еве се обидов јас на некој мој начин да ја изварирам таа Марија во три Марии кои што ете живеат во Скопје на одредена локација, да ни бидат блиски всушност. Предпоставувам дека има многу нешта кои што ги обединуваат овие три книжевни лика. Меѓутоа, кои се клучните? Најзначајно е тоа што сите се Марии, нели? Името е тоа што ја прави суштинската врска, дури се надевам дека некои од читателите би можеле да добијат идеја, бидејќи сум ја имала и јас додека го пишував романот, дека можеби е тоа иста Марија. Така што името е не случајно исто, тоа е целата поента. А што е всушност заедничко покрај името обединувачко за сите? Ние на неја срекне во состојбата во која што се наоѓа во моментот. Но, исто така, сите три сваќаат која ќе ја изгубат и таа среќа што ја има, дека може би била поголема од таа по која што тргнале. Значи, за несовршеноста на светот, за несовршеноста на нашите желби, на крајот на краиштата и за несовршеноста на нашите избори. Така е. Денови ви излезе од печат нова ваша книга, која што ја работевте заедно со Наталија Лукомска. Станува збор за првата нема сликовница насловена Собовки. Од каде потекнува идејата за ова дело? Да, многу е шармантно што зборуваме сега за еден роман каде што зборовите се доминантни и одеднаш спомнуваме сликовница нема, тоа значи сликовница без ниту еден збор. Јас сум писателка, мене зборот ми е орудие за работа и средство и цел, но оваа сликовница нема ниту еден збор, а сепак е работена според моја идеја, Наталија Лукомска ја нацрта. Немите сликовници, ова е прва нема сликовница во Македонија, значи со домашни автори. Тие се доста актуелни во светот последните години. Сликовници без зборови, тивки сликовници, silent book всушност и секој си го адаптира изразот во својот јазик. Ние се решивме за нема сликовница, бидејќи сметам дека е многу фреквентно, придавката нем е многу фреквентна во нашиот јазик и се користи точно за тие ситуации во кои што некој не зборува, не е важно од која причина. Во нашата сликовница, во која што нема ниту еден збор, која што без друго е нема, постои приказна, ама не постојат зборови. И тоа што е карактеристично за овие неми сликовници, значи тие се откажуваат од зборовите, ама не се откажуваат од приказните. Суштината е приказната и визуелниот наратив е тоа што треба да се раскаже. Морам да кажам дека со голема возбуда и долго ја подготвувавме оваа сликовница. Гледаме во Европа, дури воопшто во светот колку се актуелни, главно се авторски сликовници, значи илустраторите имаат собствена приказна и ја раскажуваат. Авторските сликовници во кои што раскажуваат самите илустратори и со збор се дојдоа во Македонија, всушност се создадоа од Македонија. Ние имаме прекрасни авторски сликовници и на Ване Костуранов, кој што првенствено, и тој најмногу го отвори патот, мислам, кон немите сликовници, да. И Катерина Николовска. Значи имаат прекрасни авторски сликовници кои што имаат минимум текст. И во тој сооднос меѓу минимум текст и се поголема визуелна нарација, едноставно природно дојдовме во состојба каде што ќе го укинеме во наводници зборот и приказната ќе може да се раскаже само со илустрации. Јас се надевам дека во Собовки приказните не една, туку повеќе што ги нудиме, ќе може да ги раскаже секој читател, дете или возрасен, на различен начин. За да им помогнеме на читателите и на децата, ние и за време на промоцијата и воопшто при рекламирањето на книгата ќе понудиме неколку можни читања од писатели искусни, како тие ја читале,
како може да ја прочитаат, меѓутоа само за да ги потикнеме децата. Бидејќи суштината на немите сликовници, конкретно и на нашата, е обединувачкиот момент да може заедно да ја читаат луѓе од различни јазици, од различни културни средини, но исто така и од различна возраст, значи родители и деца. Затоа што тие ќе бидат открити и за самите родители. Да, и секое ново читање ќе најде на нови детали. Идејата е моја, работевме со Наталија Лукомска, но раката на Наталија Лукомска ја раскажа една од можните приказни. И сега пробуваме кој како ќе ја раскажува и пак да повторам, најважно е децата да раскажуваат со своите родители заеднички. И кога ги споменавте илустрациите, тие се исклучително важни кога станува збор за литературата за деца. Предпоставувам дека имате соработници со кои што во континуитет работите на одредени изданија. Кога станува збор за илустрацијата, говорам. Илустрацијата без друго е многу важна и во литературата за деца која што е баш во една експанзија во Македонија. И таа рамнотежа меѓу текст и илустрациите некогаш не е совршена, некогаш тасот на вагата е на едната страна, некогаш на другата. Некогаш не треба ни да се гледаат како нешто одделно, бидејќи единството меѓу текстот и илустрацијата е тоа што ја дава суштината и вредноста на сликовницата. Во немата сликовница е малку поинаку, бидејќи вие ја гледате само раката на Наталија Лукомска, која што е раскошна илустраторка. Ние сме соработувале со Наталија Лукомска и јас како авторка и воопшто мојата издавачка куќа и воопшто на различни нивоа на соработка. Јас се надевам и посакувам на Лукомска и самата да дојде до фаза во која што ќе може да напише и авторска сликовница, дури и самата да продуцира нема сликовница, но во моментот сите сме радосни што еве првата македонска сликовница ја направивме заедно двете. Како и да помине, се надевам дека убаво ќе помине, но како и да помине, како и да ја прими нашата културна средина, каква и да биде рецепцијата, фактот останува дека еве дошло времето во Македонија и ние направивме наша прва нема сликовница. Вие споменавте експанзија на литературата за деца, меѓутоа во разговор со повеќе македонски писатели без оглед дали се за возрастни или за деца, се соочуваме со еден загрижувачки факт дека децата се помалку читаат. Кога би требало да ги лоцирате причините, кои би биле? Јас би се изразила на почетокот со една метафора. Ако дете што не јаде, му поставите на маса премногу храна, шансите да касне што било, ќе бидат се помали. Метафората е во прилог на тоа дека го осудувам квантитетот, но не го осудувам. Квантитетот по дефиниција и по историја и по практика донесува и квалитет. Експанзијата на детската книжевност во Македонија последните години ја поздравувам. Значи не е се добро, не е се неопходно што се објавува, но важно е што се објавува, бидејќи произлегува и прекрасни проекти, и домашни, и странски, и специализираните куќи за детска книжевност, а и воопшто сите издавачки куќи, многу се работи литература за деца, особено сликовници. Тоа не можеме да го осудиме, но конкретно на вашето прашање, да се одделам од метафората и да одговорам, значи треба... Не знам кое е правилото, меѓутоа веројатно не треба да чекаме некој друг да ги прави кампањите, да го врати читањето, него сметам дека треба од дома да почне тоа, да ги зближиме децата и родителите, да делат нешто друго освен маса, освен чинија, да читаат заедно и пак ќе се навратам на Собовки, можеби ова е моментот каде не можат ни сами да читаат децата бидејќи нема текст, мора да се со некого. Не велам дека решението се само неми сликовници, меѓутоа читањето и дома е нешто што е многу важно и сите кампањи на дворешни, сите настојувања на институциите да бидат нешто дополнително, а не единствено. Значи, од дома, ако читаат родителите, ќе читаат и децата. Заедно ако читаат, тоа ќе биде најдобро. И како што забележа Оскар Вайлд, еден ден ќе бидете доволно возрастни за повторно да ги читате сказните. Тоа е најубавиот круг, бидејќи сите почнуваме со нешто во читањето, завршуваме со нешто друго, но вистинската, големата книжевност ги брише границите меѓу за деца и возрастни и ова на Оскар Вайлд е навистина нешто прекрасно. Бајките се можеби на почетокот, но веројатно се и на некаков крај, ако не крај, барем на некој врв.
Дали е потребна национална стратегија во начинот на кој што ќе ја приближиме литературата не само до најмладите читатели, туку и до возрастните? Постојат некои форми што малку се рудиментирани, малку се компрометирани и секакви, кои што се поддршка општествена, државна, неопходно е тоа да го имаме, ова е сиромашна средина, така што националните стратегии, ставање акцент на некој сегмент е бездруго неопходен и во финансиска смисла и воопшто, така што без поддршката на Министерството за култура и на други различни форми, фондации, многу е тешко да излезете само на пазарот. Бидејќи пазарот диктира едно нешто, а ние не смееме на пазарот да му го даваме само тоа што го бара. Мораме да имаме коректив, мора да наметнуваме нешто што можеби не сака да го читаат, ама треба. Така што многу е тешко тоа да се направи рамнотежа, но поддршка широка, општествена, државна, национална е неопходна. И не можам да не ве прашам, вие долги години наназад сте лектор, но каков е предизвикот да се лекторирате самата себе си? Убаво прашање. Да, јас сум лектор и долго сум работела како лектор. И сега би кажала дека се чувствам привилегирана што своите дела не ги давам на лектура. Нека не биде тоа опомена или не знам критика за лекторите, меѓутоа удобно е кога пишувате сам да се занимавате до крај со своето дело. Јас го користам тоа удобство, но од друга страна сметам дека е важно и за мојата поетика, бидејќи за моето раскажување воопшто јазикот не е само средство. Многу пати е и цел во нарацијата. Јас се занимавам со јазикот и како материја и како лик во своето дело, така што мислам дека една добра одлука во животот ми била со голема дистанца, што ете сум работела и лектура, што имам лиценца, да можам сама да правам со јазикот на сите различни нивоа во процесот на пишување и го уживам тоа, да, своите книги сама си ги лекторирам. Ви благодарам, Ќорбе Зировска, за интервјуто. И вам на поканата.